Дали може во услови на пандемија Македонија да спроведе регуларен и фер изборен процес и колку таков изборен процес, па и во услови на некое стишување на пандемијата во нашата држава, би можел да влијае негативно или позитивно на абстиненција, односно порив за излегување на гласање на гласачите? Јасно е дека во услови во кои што сега функционира државата, многу е тешко да се организираат избори, затоа и додека трае вонредната состојба тоа нема да се случи, меѓутоа и после вонредната состојба треба многу добро да се размисли за ефектите пост вонредна состојба кои што ќе влијаат на целокупната состојба кај државата, кај населението, кај гласачите. Сметам дека треба да се овозможат фер и демократски услови за избори, за да се организираат избори кои што нема да бидат оспорени од никого по завршување на процесот и сите политички чинители кои што сакаат да учествуваат на овие избори треба да водат сметка за овие работи. Јас се надевам дека ќе се донесе една разумна, вистинска одлука за избори во време кога навистина ќе се релаксира состојбата во државата и ќе можат граѓаните слободно, без никаков страв да излегуваат на избори. Очекуваме да видиме што ќе се случува наредниве денови. Доколку сепак ни се случи таков сценарио, ајде да пробаме да го опишеме накратко како би изгледал тој процес на гласање на гласачите. Одат на гласање со маски, со ракавици. Постои опасности за нерегуларно, се вадат ракавиците, се прска со заштитниот спреј, повторно се враќаат. Многу зошто и многу како и многу што има. Многу прашања ќе се постават. Прво треба да се направат во таква ситуација хипотетичка нови процедури за гласање кои што подразбираат време, се разбира, кои што подразбираат обезбедување на средства за безбедност на здравието на граѓаните. Тоа значи дека треба да се обезбедат дезинфекциони средства, да се дезинфицираат гласачките места, да се размисли добро како ќе се врши проверката кај гласачите дали гласале или не на некое друго гласачко место, затоа што спреот што го користиме сега за означување на гласачите во 75% е вода, 25% е алкохол, што значи скоро ист состав има со дезинфекционите средства, што значи дека може при влез во гласачкото место, предпоставуваме, да се дезинфицира гласачот и при тоа да го избрише спрејот кој што на претходно гласачко место било употребен. Што значи има многу прашање зошто и како и затоа апелирам цело време до сите фактори кои што ќе ја носат одлуката да внимаваат на овие работи, затоа што во спротивно многу тешко ќе биде да се организираат нормални избори. Исто така треба да се предвиди ситуацијата дека сега дополнително време е потребно да се стигне до гласачкото место, да се изведе гласањето на секој гласач, ќе биде и такако потребно повеќе време, што значи автоматски ќе се намали можноста на граѓаните да го остварат своето право на глас. Односно, одговор на вашето прашање, ќе има секако помала излезност, односно помал одзив на гласачите на гласачките места.